Денес е денот на вистинската демократија. Денес за прв пат гласот на граѓанинот се слуша надвор од партиските кругови. Се осмеливме и излеговме за да го кажеме нашето граѓанско незадоволство за досегашното 35 годишно владење на овие политички системи, кои што покажа дека основна цел е нивните интереси. За разлика од сето тоа, граѓанинот е маргинизиран, граѓанинот е злоупотребен и сведоци сме едно на тотално тонење на прилеп. Како независен кандидат, човек од бизнес секторот, човек од граѓанскиот сектор, излегувам заедно со мојата советничка група независни да го кажеме својот револт и да се ангажираме максимално да го вратиме прилеп на педиесталот каде што и припаѓаш. Заедно, сите со своји сили, со своите знаења и умења, да го постигнеме она што треба да биде 21. век. Век на дигитализација, век на информатика, век на прогрес, век на развој. Сето ова, ако го погледнеме, денес го нема. Денес се уште живееме во 20. век. Со здружени сили, знаење и капацитети, овој совет и јас со нив како градоначелник ветуваме дека најпрвин ќе ја отвориме општината за граѓаните, да ги слушнеме нивните проблеми и да станеме најпрвин за решавање на нивните потреби. Да се фатиме во коштец со екологијата. Проблемите кои што ги гледаме на секој чекор. Секаде расфрлено џубре, хигиената е на минимално ниво, кучината скитници на секаде околу нас, безбедноста е намалена во секој поглед. Ова ќе биде првите предизвици со кои што ќе се соочиме и на кои што ќе ми влеземе во првите 100 дена во коштец и нивно решавање. Понатаки тука се големите капитални проекти кои што ги ветуваме, а веќе се обезбедени инвеститори за истите. Тоа се изградбата на поголем број паркинг простори, паркинг плацови, посебно затворење на речното корито и нејзиното поплочување, со поставување на соларна централа над површината на автомобилите, со која што соларна централа истовремено ќе се акумулира електрична енергија и истата ќе се користи за осветлување на прилеп. На таков начин ќе ги намалиме и сметките на граѓаните кои што ги праќаат паушално за осветлување на прилеп. Ова се проекти кои што директно ќе допрат до џебот на граѓаните. Други званични и доста големи проекти се и агроберзата. Таа е институција која што ќе биде формирана како јавно-приватно партнерство заедно со општината и бизнес секторот и ќе му возможи на земјоделците да имаат организирано производство. Што значи дека нема на крајот на реколтата да се грижат каде ќе ги продадат своите производи, под која цена, туку напротив, претходно организирани договори, претходно организирани цени ќе бидат гарантирани од страна на општината, од страна на откупувачите и на крајот земјоделецот ќе има резултат во самото производство. Отворање на асфалтна база, со нејзина помош, брзо и ефикасно ќе се решава инфраструктурните проблеми во Прилеп, асфалтирањето, кое што треба да биде основна работа на една локална самоуправа, а не проект со кој што ќе се фалиме дека сме успеале нешто да асфалтираме. А причина за сето тоа е добро знаеме дека немаме асфалтна база и не можеме брзо да интервенираме на самиот терен. Исто така ќе се работи на проекти за купување на машини за рециклажа, со кој што на асфалтот, со кој што ќе може брзо и ефикасно да се интервенира на терен. Покрај овие проекти имаме доста проекти за екологијата, како што се засадување на 20.000 садници во текот на мојот мандат, доколку го добиам. Тоа значи дека некаде ќе биде по 5.000 садници годишно и за ова се обезбедени средства и донации од институции кои што се заинтересирани да помогнат, посебно во животната средина. Голем дел од програмата ќе биде насочена и за младите. Кога зборуваме за младите, тоа значи она генерација од 22 до 32 и 40 години. Нивните потреби не се само градинките и образование, нивните потреби се бизнисот, нивните потреби се развојот и социјалниот живот во градот. Сето ова е маргинизирано скроз. Од тој аспект предвидуваме, односно проектираме еден фонд за млади, кој што ќе помогне во
отварањето на Greenfield проектите. Овие Greenfield проекти ќе бидат поддржани од страна на општината, каде што во заедничка стратегија за развој ќе му помагаме на младите да ги започнат своите бизниси и да останат, да се задржат во Прилеп. Најголемо внимание ќе опфатиме и на развојот на спортот. Тоа е реконструкција на спортските сали, кои што ги имаме 3 во градов. Нема потреба да градиме нови, доволно и да ги санираме и да ги рехабилитираме постоечките, а со тоа да овозможиме развој на спортот во Прилеп. Прилепот секогаш бил расадник на млади квалитетни спортисти и тоа мора повторно да го вратиме назад. Тоа се неколкуте основни проекти кои што ќе бидат. Заборавив да напоменам и рехабилитација и реконструкција на населбата Тризла. Тоа е еден од болните точки во нашиот град, кои што мораме да се фатиме во коштец, затоа што и тие луѓе кои што живеат таму се дел од нашиот град, од нашиот менталитет, нашата култура. И тие се представници на Прилеп, па затоа мораме сите заедно со заеднички сили да ги решиме сите проблеми кои што не окупираат и не зафаќаат нас.